Монополот на веледрогеријата Пановски ќе го чешла антикорупцијска и ќе се утврдува дали имало судир на интереси помеѓу доктор Пановски и поранешната директорка на онкологија, која сега е љубовна партнерка на сопственикот на веледрогеријата. Првиот човек на антикорупционерите, Билјана Ивановска, е децидна дека случајот ќе се истражува до крај и нема да има пардон за никој. Сега имајќи у предвид дека судирот на интереси е посебна специјалност на Државната комисија за спречување на корупција, односно утврдување на судирни интереси, од една страна, од друга страна сериозноста на состојбата и информациите вчера што произлегоа од анкетната комисија, ние на првиот нареден колегиум ќе поразговараме за ова прашање, ќе утврдиме тежината на елементите и ќе постапиме понатаму според нашите пропозиции. Имено, доктор Снежана Смичкова е невенчана партнерка на сопственикот на веледрогеријата, а е и екс-директорка на клиниката за онкологија, но и член на онколошкиот конзилиум, каде се одлучува кој пациент каква терапија ќе прима. Според обвинувањата од пратеникот Антонио Милошевски, таа е директорка во сенка и дека работи во интерес на веледрогеријата, која се однесува како монопол и добива над 70% од буџетот за лекови на онкологија. Доктор Пановски реагираше на овие обвинувања и ги демантира нападите и критиките дека оваа веледрогерија е омилена на оваа владеачка гарнитура. Во овој период од 3 децении откако е основана АД доктор Пановски, се сменија двуцифрен број министри и директори во ресорот здравство. Секое поврзување на економскиот учинок на доктор Пановски со било чие политичко влијание е несериозно и се пласира со цел да се наштети на корпоративниот имидж на компанијата. Жалиме што јавноста, кога ќе добие информација за вредноста на јавната набавка за лековите, веднаш по автоматизам, тој податок го смета и за остварен профит на веледрогиите. Апсолутно не е така. А дека евентуални грозоуморни криминали се уште има на онкологија, тврди и лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Тој вчера најави нови сведоштва и документи кои ги добиле од свиркач и кои сега партијата ги истражува, а се однесуваат за 2023 година. Мицкоски вели дека сите податоци кои стигнале до нив ги анализираат и истражуваат детално, пошто ќе објават во јавноста за што се работи.